Председателот на владата на Република Македонија Емил Димитриев и денеска на терен во поплавените подрачја. Тој заедно со министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и министерот за одбрана Зоран Јулевски изврши увид во активностите за санација во населените места Стајковци и Инџикова. Припадниците на армијата кои секојдневно се на терен ги информираа премиерот и министрите за моменталната состојба на терен. Првата фаза е веќе завршена, но и понатаму фазите се преклопуваат затоа што и во овој момент имаме ангажирано специјални кучиња за претрага во делови од районот на Камник. Во останатите фази, фазата за расчистување и спасување се во тек, веќе се наоѓаме во фаза на дезинфекција и, да кажам, веќе завршна фаза. Сите улици од Стајковци се пробиени, така да во моментот можам да кажам дека денот кога дојдовме и сега може и да се види одредена свежина на лицата на населението. Се поголем број исчистени улици и домови, се обновува инфраструктурата, дезинфекцијата е во тек, а наскоро ќе започне и обештетувањето. Сите улици во Стајковци се пробиени и секојдневно се isfрлаат наноси на шут и кал. Градежната механизација и денеска е на терена, има воведено и посебен сообраќаен режим. Секоја чест за војската и секоја чест за луѓето кои што им помага. Околу 1000 луѓе дневно да помагаат од куќа во куќа, значи многу. Се уште сме на нивото на истата механизација која што имавме изминатите денови, со ваков интензитет за многу брзо време ќе го расчистиме целосно Стајковци. Ситуацијата е значително подобрена. Како што разбрав, над 86% е завршена дезинфекцијата. Би сакал да истакнам дека армијата е ангажирана во сите райони, не само дека во Стајковци, дека имаме примарна одговорност за расчистување. Ние ќе продолжиме со активностите, во зависност од потребите ние имаме и до 600-650 војници на терен. Секој пат координираме со цивилните структури. Ја би сакал да искористам оваа прилика да се заблагодарам на припадниците на армијата, на офицерите тука за одлично завршената работа. Веќе покажаа дека се стварно одлично организирани и пристапот кон решавање на ваква голема природна непогода, последици од ваква голема природна непогода покажаа дека се спремни тоа да го направат. Покрај припадниците на армијата на терен работат и волонтери вработени во државни институции. Од 750 до 1100 волонтери дневно им помагаат на граѓаните. Местата кои се исчистени се дезинфицирани. Здравствениот систем даде добар одговор на настанатата ситуација. Ангажирани се и 400 соработници од Министерството за здравство, а во кризниот регион има патронажни тимови кои вршат посети. Обезбедени се и лекови, изјави вице-премиерот и министер за здравство Никола Тодоров, кој исто така беше во посета на Стајковци. До сега се направени се дадени преку 680 услуги само од итната медицинска помош. Ангажирани се специјалисти, ендокринолози, инфектолози, дерматовенеролози, интернисти, кои што се даваат континуирана здравствена заштита на сите оние кои што има потреба. Паралелно со тоа оди и процесот на дезинфекција. До сега е направена дезинфекција на 20 милиони метри квадратни простор. И ќе продолжиме во наредниот период постојано со дезинфекција. Нема никаков проблем, дезинфекцијата се повторува. Напротив, тоа е добро и ќе даде уште подобри резултати. И тоа е и одлуката која што вчера донесовме на владината седница. Имајќи предвид дека секој ден имаме владина седница само за поплавите, секоја вечер. Се сумираат резултатите и се предлагаат мерки кои што треба наредниот ден да се превземат. Една од тие мерки кои што вчера донесовме, дезинфекцијата континуирано да продолжи. Обезбедени се сите лекови кои често се користат, особено оние кои се потребни за болести и вознемиреност која може да настане при вакви ситуации, а оние кои ги нема на залиха се обезбедуваат истиот ден, додаде Тодоров.